Иванович Менделеев. Овој е сигурно гений, ама сега со кога да се спореди. За некои работи јас го споредувам со Ајнштајн. Иако живеел многу пред него, па малку може некому да му изгледа споредбата несоодветна. Ќе ви кажам попосле зошто најблизок ми е до Ајнштајн, ако не по друго, по храброста и одлучноста како треба да се постапува. Првиот постулат. Елементите подредени според атомските тежини покажуваат периодична промена на својствата. Ова го знаеме од Кај Ленц. Само изгледа дека Royal Society of England не било доволно моќно во Русија, па некако не успеале да му ги заматат сметките. Второто, неспорно, слични елементи имаат или слични атомски тежини, како што се овие трите тука, едно до друго, или имаат атомски тежини кои што правилно се менуваат, како што се еве овие тука. Ова е прост факт. Најраспространети се полесните елементи. Нема влијание врз формулирањето на хипотезата за периодичност и така. Чисто феноменологија би рекла. Но ова е ударната карика кај Менделеев. Се очекува откривање на нови елементи слични на алуминиумот и силициумот. Може да се вршат поправки на атомските тежини, па така за телурат таа би требало да биде не 128, колку што ја нашле туку меѓу 123 и 126. Тука ја сгрешил работата, ама не е страшно. Ја сгрешил работата поради убеденост дека тој е на вистинскиот пат, дека периодичноста се јавува како сукцесивна промена на хемиските својства при зголемување на атомската тежина. Ништо друго не гледајте. Гледајте го ова празно место тука, и ова празно место тука, и ова празно место тука. Што направил гениот? Тој бил убеден, и тука ми е споредбата со Ајнштајн, Господ не се коцка со универзумот, вели Ајнштајн, кога се спротивставува на законите на квантната механика, се видело после дека не било право. Тие закони се оние што оперираат. За разлика од него, Менделеев бил апсолутно сигурен дека е на добар пат и затоа не мислел дека листата на хемиски елементи е испотрошена, туку мора да се остават места за оние што допрва треба да се откријат. И еве, под алуминиумот има празно место, го нарекол тој елемент што допрва треба да се открие ека алуминиум. Под силициумот има празно место, ека силициум. И информирал, реферирал за тоа, не баш самиот на првиот состанок, бидејќи бил болен, па некој од неговите соработници реферирале, ама имало реакции, не многу позитивни, ама за помалку од 20 години доаѓаат откритија. Прво на ека алуминиумот, а потоа на ека силициумот. Односно, елементи што фрапантно се совпаѓаат со она што тој го предвидел за ека алуминиумот и ека силициумот. Еве што предвидел тој кај ека силициумот. Релативна атомска маса, или атомска тежина, како што веле тогаш 72, релативна густина петипол, својства сив тешко топли метал, течен хлорид, така натаму и така натаму, и еве што открил Винклер. Кај елементот германиум, што го открил?
Ова е такво фрапантно совпаѓање. Уште е многу подолга табелата, знаете, ама пристојно е на еден слайд да покажеш за да се види идејата и како така што и Винклер и Менделеев биле фасцинирани од тоа колку добро функционира неговиот постулат.